Ние во моментов се наоѓаме на кота 59, каде што ова жичена ограда во моментов е претворена во вистинско боено поле. Мигрантите од една страна, македонската полиција од друга страна, и овој судир се ми изгледа дека од 10 часот наутро до сега се уште не е престанат, и како што најавуваат шпекулациите, вакви судири се очекува да има и во текот на ноќта. Веќе има некои повредени полицајци, а јас самиот успеав да забележам како полицајците овде се ги преврзуваат раните кои што ги издобиле од камењата кои што ги фрлаат бегалците кон македонската полиција и македонската армија. Тоа е со цел, како што кажав, да ја пробијат жичената ограда и да се упатат кон македонска територија на илегален начин. И покрај тоа што границата и балканската рута е затворена, бегалците се уште имаат надеж да поминат преку Македонија и да се упатат во западните земји. Можете и самите да слушате каква е ситуацијата овде. Огромен број на димни бомби се истрелуваат кон бегалците, а и се користи и солзавец со цел да се спречи овој обид да се премине оградата на илегален начин. Грчките медиуми велат дека од вчера изутрина во кампот во Идомени почеле да се шираат летоци на арапски кои повикувале на собир на бегалците со цел да ја срушат оградата во текот на денешниот ден. Македонската полиција, односно МВР, известува дека оние бегалци кои што се обиделе да ја преминат оградата, истите се спречени и вратени се повторно назад на грчка територија. Бегалците користат секаков вид на средства, користат ножеви и сечила со цел да ја уништат оградата и да преминат на македонска територија. Камења постојано, овде има дош од камења. Покрај тоа што току започна да врне камења, има постојано, полицајците се засолнуваат позади оклопните возила со цел да се заштитат од можни евентуални повреди и да се спречат оние непосакувани дејства, тоа се рани по нивните тела. Еве има голем број на полициски службеници и полицајците пристигнуваат во поголем број. Дознавам дека во текот на ноќта треба да пристигнат уште полицајци и припадници на армијата со цел да се стабилизира и да се стави ред на ова ситуација. Јас постојано ја наблюдувам ова тема, работам на бегалската криза, но вакво нешто и ваква ситуација како што е денеска досега не сум забележал. Како што кажав, македонската армија користи солзавец, користи димljeni бомби, се враќаме, еве Ајде сега да војниците не предупредуваат да се вратиме назад, бидејќи на вистина овде е опасно да се стои и да се следи ситуацијата веднаш до жичената ограда, бидејќи, како што кажав, има голем број на повредени припадници на полицијата, има голем број на повредени припадници на армијата. Ние остануваме и овде и понатаму да ја следиме состојбата. Невремето ни се приближува кон кампот. Дали ова ќе биде главното решение да се стабилизира состојбата, дали дождот ќе ја намали состојбата овде, ќе ја стави под контрола, или пак сепак полицијата ќе треба да употреби понатаму сила да ги смири бегалците. Тоа ние не можеме да го потврдиме и не можеме да кажеме, затоа остануваме овде на терен да ја следиме состојбата. И да напоменам само уште едно, забележав огромен број на хеликоптери кои што го надлетуваат кампот на Идомени, надлетуваат жичената ограда. Имаше од пред еден час до сега дури 4 хеликоптери кои што ја надлетуваат жичената ограда од селото Мојн па се до граничниот премин Богородица, каде што е најсигурно и најмногу им одговара на бегалците да преминат на македонска територија. Дознави дека грчката полиција останува само со вкрстени раце да ја следи состојбата и не презема никаква одговорност и никаква улога со цел да ја стабилизира контролата и да ја стави ситуацијата во ред. Јас самиот можев да забележам дека се извинувам, овде на вистина атмосферата има вкус на солзавец,
може би самиот да забележам како грчката полиција стои со вкрстени раци и само ја наблюдува состојбата и не презема никакви одговорности, како што презема македонската полиција и македонската армија со цел да ја стави оваа ситуација под контрола. Јас за жал сега мораме и да исклучиме, бидејќи овде навистина се чувствува со завецот, бидејќи дува јужен ветер кон македонска територија и е навистина загушливо и тешко за дишење. Студио?